Здраво и фала што ја прифати поканата. Фала на покана. Требаше да дојдеш со пеше, уште неколку твои колеги. Имам договарано да дојдат, ама ќе дојде време, јас никако си во незгодно време, кога има настапи, Знаеш како е периодов, да. Ево кога го спомна пеше веќе и правеше нели сега промоција, така да и малце и оне натамуна му и така мораше да одмори малце. Како поминавте на промоцијата? Тоа се најсвежо беше пред. Па супер, мислам класика како и увек имаше бајаги народ, добра промоција, забава, имаше и мал настап од него и така. Може он ќе ти дојде и ќе ти каже поише за тоа. Јакош да не зборам нели у негово име све. Да. Да не сгрешам нешто. Има многу интересен настан според мене во Штипо Дадош, што е веќе неколку години се одржува. Трета година беше ова и да, се согласувам, стварно добар настан и добро. Видиш, Штип, хип-хоп сцената у Штип е многу стара. Значи, мене еден меѓу првите настапи во животот ми е во Штип. Мислам дека на 16 или 17 години. Во Дом на млади конкретно, Во Дом на млади во истото. И они многу правеа порано тамо хип-хоп забави, хип-хоп настапи правеа. И сега дел од луѓето што го прават од Дадош се тие луѓе, истите. Што ги правеа тогаш и тоа некако малце така е овакво, мислам, позитивен момент и еве го прават веќе трета година поред. Ние бевме два пати до сега, бевме првата и оваа сега третата. Многу голем апгрейд од првата до третата година и секоја чест за тоа. Мислам во апгрейд во све буквално, во организација, во публика веќе има повеќе и да, стварно добар настап и чест да се биде дел и би биле секогаш. Баш тоа те прашав, нели, пред да почнеме да снимаме, бидејќи прашував некои помлади дечки, што имаат 18, 19, 20, дека може би слушаат некоја друга музика, но дека не чуле за вас, ајде да кажеме, не чуле за легијата. Доаѓаат ли на тие настани помлади деца, средношколци? Па, мене искрено ова што го кажуваш ми е чудно прво, да не знаат, не сум сретнал, али во последно време, неколку години уназад, да речеме некои 5-6 години, на настапите, дали настапуваме на ДФС, на таксираат или нешто сами, концерт или еве и сега од Дадош, ја стварно гледам многу млада публика, дури некои ми изгледаат дека се уште средно. Значи до толку млади. Така да тоа се валја некои помлади кои што сега дознаваат нели за хип-хоп, пробуваат да научат за македонски хип-хоп и не само тоа и ги пеат песните. И се многу битно, секогаш се у први редови тие, најмладите. Па така усвари ги приметуваме. Најголем или зависи родителите на кои што дома му пуштале, пошто нели се поклопуваат годините. Па сега наши години да има со некои што се поклопуваат, да. Имам дури пријатели со деца кои што се средно, така да, добро. Ти држи до негде мора. Да, па тоа Пеца кога беше тука од Супер Хикс го збореше истото, дека ние немаме ништо помеѓу. Или се над 30 и нешто години, или септен деца родителите што им пуштаат дома музика. Држи вода, така му доаѓа. Ама мислам дека вие, сега нели миленијалци, како е називот точен за од 81 натаму до 90 и некоја. Јас мислам дека вие ти и легијата, нели, сите што се менувавте, сите што сте активни уште, дека ја обележавте таа цела, генерација на миленијалци, зашто почињате кога? Пред 25 години? Пред точно 25. Така? Зборам конкретно за легијата, да, иначе има членови што се као Джака Накот и Гоце Тас, кои што се уште и претходно, нив првите песни као против сите им се 97-ма. Зборам студиски, као деца се зафркале на касетофончи на уште 95-та таму и уште поназад. Така да има некои што се и постари од мене во легијата. Ти почнуваш од 2000-та, нели од самиот почеток? Да, јас сум од сам старт во легијата, значи во 2000-та уште која склопувавме, да речам така. Сега ако ме прашуваш за приказната, да ти ја раскажам. Да, како влезе, колку години имаше? Тогаш имав, од 2000-те имам 16. Така, значи си бил ти као децава што ви доаѓаат на настави ентузијаст. Да, значи уште бев средно. Јас сум малски со Гоце Тас од легијата, значи се знаеме
многу одамна, од претходно. Он е исто така и Джака Накот беше малски мој до одреден период, после тоа се пресели на другата страна, отиде кај Пистолеро и Страйк, на ке Влае. И фактички бевме неколку екипа, 4-5 души тогаш, кои што снимавме кај Гоцетас. Гоцетас имаше тоаш меѓу првите студија за хип-хоп, заедно со Гоце Сафи, уште неколку што беа тогаш, нели? И се собиравме тамо, се дружевме кај него. Јас снимав со еден мој другар маласки тогаш, групата ни се викаше Слободен стил, поздрав до Пико Диджи. Снимавме као Слободен стил кај Гоцетас и Джака Накот имаше неколку години уназад, веќе уште 98-97, не знам, некоја идеја како за создавање на некоја супер група, така да речеме, као легијата. И он си го имаше тоа као термин, легијата на проколнатите у тоа време, и дури го спомнуваше многу во песни. Тоа во старите нивни песни, во Против сите, спомнуваше, значи, легијата на проколнатите. Такво и се сеќавам, беше еден ден, летно време беше, седевме у студио, не ни снимавме ништо, онака седевме и му текна и вика: "Абе, зашто вика да не го направиме проектов што го зборам, вика, цело време песни као легијата на проколнатите, да се соберем." И викам: "Супер идеја, ама кој ќе бидеме?" Епа и у моментот бевме јас, он, Гоцетас и Пико Другаров, бевме четворица. Епа ја вика ние, и вака само зема еден лист имаше тука и сега вика ќе ги најдеме другите и почна да запишува. Свеш, онака луѓе кои што ни се, да речам, поблиски, некои кои што снимале кај тас, и сега на листа имаше околу 20 на луѓе, разбираш? Ама и добро, нормално од тие само се деси да се уклучат уште 5-6, така му доаѓа, не знам колку бевме тогаш на почетокот, мислам дека исто као сега 9 души. И така беше уствари приказано од тие 20 тикам шонги и окво реков: "Океј, ајде да ги земеме, еве, подобрите се тие." И буквално он као ја склопи, да речам легијата на проколнатите тоаш, и како што ги склопивме тие 8-9 души, инстантно почнавме да снимаме песни наменски за тоа. Значи као за албум. И не уствари имаме еден албум од тогаш кој што беше завршен 2001 година, кој што никогаш не излезе, ама го има на YouTube моментално. Така, да, ги има првиот вие веќе дури 2008. Првиот официјален е 2008, да. Да, е многу по... Значи, да, тој албум го има, сега не е како насловен, нема, али ги има песните, има некои, сега не ми текне колку беше точно бројката, некои 2-13 песни од тоа време има. Сигурно на YouTube, така да може да ги... Океј, еве една да најдам као за... ќе кажам као терк за да следат, нели, ќе им ги дава таму suggestions, се вика легијата, сега ќе се цензурирам, кој е следен. Се вика, океј, да кажеме кој е следен, сика, најдете, нека најдат таа трака и suggestions ќе им ги даде уште останатите. Поклучни зборови, да. Баше тоа многу одамна. А дали е тешко, ми интересирало секогаш многу, кога во една група се многу луѓе, 9 луѓе се многу луѓе, колку е тешко да се создава, да се пишува, да се прават битови, кога многу луѓе треба да се усогласат за нешто? Па, искрено, уопште не е тешко, пошто сега конкретно тој период, еве, кога почнавме за тој период да збориме, нели, после ќе отидеме понапред, тогаш правеше музика, мислам дека само Гоцетас ја правеше во тој период. Значи, продукцијата ја правеше само он, и ние само пишувавме на негови битови. И воопшто не е тешко, затоа што, пример, он имам нов бит, ќе го пушти, разбираш, и сега ние го слушаме, ти се свиѓа, океј, ајде да направиме тема. И еве сега, пример, кога оваа што да спомнав песна, таа нема некоја тема, фристайл, али ќе правиме као, нели, реденка, као паси кат се вика тоа у хип-хоп, кога нема рефрен песната, имаш само редење на MC-ја. И секој си го пишува својот текст и тоа, или дали има некоја друга тематска, си пишуваш на темата и тоа е тоа. И после само си усогласувате, нели, на крај. И сигурно е важно малци егото тука на страна да се тргне, дека треба да излезе најдобро за сите, дека нема дали е моето тргнато. Да, браво, добро ти беше ова, мислам се има дешавано, да, за да, значи, као да напишеш некој текст, да го чуеш другиот, не, можам боле, разбираш, и као мораш да, нели, да си на ислевала, да речеме, горе-доле.
Добро, со ма тоа е здраво такмичење отколку Да. Не да е ова, плачеш. не е ова нешто често што се дешавало, ама ете се дешавало некад својаш. Дошо нели тој, мислам, тој е стилот, тој ви е сензибилитетот, ама сепак секој си носи нешто свое. Така, тачно. И не ни би било убаво ако сите баш исто прават и пишуваат. А сега дека спомна дека само таа справил битови, полесно ли е да го чуеш битот па да напишеш или некојаш се дешава да имаш некоја инспирација да напишеш па врз тоа да се прави бит? И тоа. Мада да, полесно е кога го имаш битот, зашто самата музика, самиот ритам те води кон нешто, кон некоја тема. Ме разбираш? А да си напишеш, например, текст дома, да, тоа, мислам, без бит, без ништо, онака, да ти текне нешто у глава, тоа, да, се случувало често. Веројатно. Мислам, мене ова, сега јас почнав да снимам нешто и соло ново, ми се случило да пишам текст без бит. Веројатно после можеш само да го поправиш бидејќи без така музика. Да. Джабе. Да, што е разликата кога пишеш без бит е дека го немаш флоуто, да речеме. Мислам, ти го имаш као што ќе го напишеш, ама ако го чуеш битот од после, па после ќе мора да го адаптираш флоуто, разбираш? Може ќе трае некој збор да извадиш и такви работи, да не ти одговара на битот на кој што го планираш да го снимаш. А дали ти низ годиниве правиш битови, си правел во тој продуцентскиот дел, имаш работено покрај Јас конкретно рапувањето? не, никогаш. Да. Не сум се бавил Не со те продукција. интересирало или едноставно има други во екипата што биле добри за тоа, па не мора? Да, мислам, Гоце Таз беше перфектен за тоа време и уште, мислам, веќе него не се бави многу со тоа. И сега, зашто кога го имаме него, кој подоцна го имавме, нели, Брус се убаци, кој што Брус е за мене искрено светски продуцент, зашто да се мешам ја у тоа? Не, има луѓе што ги интересира исто, кој што пејачи се не Така ви да. истава с работата, што свират инструменти и пробуваат да Добро, работат тоа е нешто друго, ама ова е веќе бит, тука ја правиш, тука фактички ти ја правиш целата музика, да речеме, разбираш, на бендот. И така да, не знам, јас мислам, да, желба секојаш имало, ќе си речеш, ја бе, може јас знам да направам добар бит, ама не може да се такмичи со некој што е и сега Нека си ја работи секој својата работа. Да, буквално. Сега ти викам, сме го имале Брус, го имаме Гоце Таз и сега нема потреба ја пример или не знам Пистолеро или кој да е. Има некој што пробале пример Джака Накот си прави некогаш битови, Страйк си прави за него, али пак сите снимаат на како да речем, не знам, пример ќе земам Страйк снима со Гоце Саф, нели? Да. Пак не ги снима неговите битови, али тоа е тоа, си прави од љубов. Добро, вас последниве настани ви беа Страйк, пеше ти и Гоце Саф, ако не се лажам, така? Да, во глобала ги бараат секогаш нив двајца и дали заедно, дали одделно и да, обично така настапуваме затоа што ние сме моментално тука. Значи двајца не ни се во држават, Джака Накот и Таз живеат и работат надвор од Македонија и као легијата е малце тешко да се собереме. Може као на некој јубилеен концерт некад или нешто, ама тоа ќе биде еднаш. Ме разбираш, значи тешко е пример како што ние идеме на фестивали наоколу, така често да биде сите заедно. Значи тоа е малце живеат, работат, фамилии си имаат луѓе кои тоа надвор од Македонија, тоа е уште тоа е малце тешко. И затоа речеме нели вака да си биде. Значи ќе ги викаат Страйк, нели Ел Пистолеро, јас одам со нив, Гоце Саф е као диџеј и тоа е тоа. Чекај, морам да те прашам, тоа е самурај, нели? Треба од филм некој да, од што е Ронин? Не, Ронин е, мислам, збор као не е као титула, него има некое значење, тоа значи самурај без господар, знаеш, нели? Така, знаев дека е самурај, ми дојде. Самураите нели обично служеле на некој господари, тогаш она, и ако нивниот господар е убиен, тоаш нели во тоа време во стара Јапонија многу често имало тие внатрешни војни, ако нивниот господар има, он не може да има друг. Да, и станува Ронин, самурај без господар и работи своеволно, као платеник, мислам тоа е као метафората. На 16 години го доби името, кога влезе во легијата или подоцна? Не, на 16 кум ми е Джака. Да. Ја многу го сакав тој стил секогаш, значи као мал гледав и многу азиски филмови од таа продукција, дали биле самурајски, дали кунг-фу, и многу го сакав тоа, овакво и така на Джака му текна, вика добро би ти стоело као Ронин. Ја немав појма што е тогаш. Нели на 16 шо е Ронин? Самурај вика, самурај без господар, нешто ми го објасни. Па викам супер звучи. Готово од сега сум Ронин. И од тогаш ми остана. Да, што веројатно поише така те викат луѓе отколку по
твоето име. Да, луѓе што не ми се блиски, да речам, да, така ме викаат. Да, во екипа не, во екипа си имам надимак. Тоа мора да имаш, инаку не проаѓа. Зборам ке блиски, ке многу блиски. Нели застанавме кај тоа дека има албум што е на YouTube, што не е издаден, што е далеко пред првиот. Официјално. Што се случуваше во меѓувреме, затоа што нели и Страйк имаше негови соло албуми, имаше Џака Накот. Што се случуваше во меѓувреме, како се развиваше таа цела, ајде да речеме, сцена, вака гледано од твоја страна сега? После 25 години. Да, еве, не знам, ке ти ја продолжам причата од тогаш, значи од тој прв албум што го збориме. После тоа, да, се деси, значи Џака извади албум, извади, мислам дека Тонио Сан после тоа и толку беше, мислам, за тој период. Така некако тука остана тоа. Сега што се деси? Се деси некои промени умеѓу време, значи од таа 2002, трета негде до 2006. Промени од типот на некој, знаеш, си отидо, леја, некој се скара тогаш. Значи, овој албум што ти го зборам првиот има членови кои што сега не се во легијата. Тоа се едно 3/4 членови, мислам, од тогаш. И моментот беше се случи да у тој период ти викам некои се разотидоа, некои се скараа, небитно. Имаше некој као геп од 3-4 години која не се правеше ништо околу тоа. Али пак умеѓу време, нели, Џак извади албум, ти кажам, Тонио Сан извади тогаш и 2006 беше година, исто пак лето се погоди, кај што така се собравме тие што да речеме останавме. Добро, меѓу време уствари се случи и Гринал, да, гледаш, тоа го заборив. Значи се споија Тонио и Елди Пистолеро. Тој период Елди Пистолеро дојде малце покасно у екипа, преку луѓе некако се упознавме и некако онака, знаеш, хемиите кои се спојат и се најдоа, нели, со Тони тогаш да снимаат Гринаут. И сега кога дојде таа 2006 година, пак така некако се собравме у студио кај ТАС, пак нормално. Тоаш уште му постоеше и падна тема некако да се врати легијата. Разбираш? Ама и сега како да ја вратиме легијата кога нели немаме ништо снимено ново, нема. Ама значи да почне. А настапувавте во меѓувреме тие 3-4 години? Не, како легијата не. Како легијата не. Во меѓувреме се настапуваше, јас пак настапував тоа што Џака редовно настапува и Гринаут и измеѓу така почесто настапува и кога се деси викам кога падна идејата, значи пак да ја вратиме легијата некако. И овој пат рековме нема да се викаме легијата на проколнатите, нели, пошто е многу долго и е многу темно. И као викам ајде ќе оскратиме, нели, легијата, ќе ви баш ќе и добро звучи. И кога се врати идејава, размислувавме како да ја вратиме, значи како да се представиме, значи да не биде одма само со снимање песни, вадење на спотови, синглови, албуми, што и да е, пошто како и да е, веќе луѓе не знаат. Разбираш, значи знаат за легијата од претходно, не е многу, нели, години разлика, знаат за Џака, знаат за Грино, настапуваат сегде, СТР2 тогаш исто почна, значи Блаже исто што се уфрли покасно во екипата што не беше во првата постава и решивме дека треба усвари ние да се представиме као легија со концерт. И се деси тој концерт, се деси во Кастро на времето, го памтиш сигурно. Да. Клуб Кастро, нај-андерграунд клубче, што таму имаме настапувано милиарда пати после тоа. Таму го направивме као реюнион, као на легијата, тоест не беше баш реюнион, него као ново представување, така да го кажем, и дури на се сеќам плакатот така изгледаше легијата и доле напишани сите кои што сме као нови членови, разбираш? Значи да знаат луѓе што ќе видат. И Тој е еден настап што до ден денес ми онака дури сега кога зборам се ежам. Имаше толку луѓе во Кастро што немаше кај да ги собере, вратата ја отворија и луѓе гледаа од надвор. Значи и пази ова се случува во момент кога ние само се враќаме, си го враќаме имево, ме разбираш? Значи нема песни, може да имавме снимено една или две песни као легијата нови тогаш, ама ги немавме уште пуштено. Него ги настапивме тамо. И после тој настап ние усвари извадивме синглови. Нема ни играм сомнеш беше прв сингл, Нема ни играм сомнеш е 2007, а настапов е 2006, ме разбираш. Дури не знам ако ти текнува на спотот, Нема ни играм сомнеш. Инсертите од настапот се од тој концерт. Да? Да, нели има на крај, на почеток и на крај.
Да, значи и таму можеш да видиш ако ти текнуваш што се дешаваш усвари на тој концерт. И така ја вративме легијата и од тој 2 години после таа 2006 нели излезе првиот албум и тоа беше не знам, па за таа промоција па да не правам убаве. Тоа беше, не знам дали си била. Па не, затоа ти викам дека ми е интересно ова што ти кажав дека некој не ве знае. Затоа што дури во тоа некое време нема врска дали некој слушал рап, не знам дали слушал панк, метал. Ама во тоа време имав доем као сите да слушаат рап. Као сите да слушаат, зашто сите така. слушаат, дури да не ти е тоа нешто најмногу што ти се свиѓа, да не така, си слушал не, и да не му е примерно, ама го слуша рап. Особено ти, ајде, некои 4-5 песни, ете, ја спомна, нема ни грам сомнеш, уште неколку, нема човек што од тоа време што раста, така дали да, бил тинејџер, малце постар, што не ги знае, бидејќи луѓето у парк, иако се идеа по купчиња, пак разменуваа за музики, за себе знаеа парк, сите. и ние сме се дружеле таму, ние знаеш по одиме низ парк, поминуваме, значи луѓе ги рокаа на мобилни песни уште тогаш. Немаше ни смартфони, тогаш имаше Да не збориме бонус трака кога MP3 излезе, што беше со бонус трака. Таа па особено, да. Да, таа буквално ечеше низ цел парк. Да, тоа тоа време. за бонус трака имам забележано дека дури сега на некои забави што сека што има онака некој Сегде ја пуштаат уште. Сегде буквално. тај раце горе Да. има секаде без разлика дали мислам онака на свадби ги има песните, ако имало Да. до 12 нели народно и турбо фолк Да, мора да. да ги има никако Да, баш забавниот има- дел ќе убацат некако. Имаат оставено и мислам дека тие некои години баш за рапот дека беа многу добри, нели, у тој некој период и после Еве, конкретно ќе ти го кажам периодот. 2006 до негде 2013 тоа беше некој, мислам сега мене ми е така у глава, некој тежок бум на рапот беше тоаш и ти викам имам дојам као сите да слушаат тоаш рап. мислам дека Имаше толку да, концерти, толку дешавки, промоции на албуми, не бевме нели само ние у тој период, тоаш у исто време твореа и токсикологија, нели, и они праја цело време нешто, така да имаше како да се одржава. Така да се Мене ми изрази. беше интересно во тоа некое време е снимена и жолта штампа на Сладкар кај што се Да. сите во Па тогаш спотот кај беше, што да, баш тоа го 2007-2008, така нешто. кај што тоа баш го Да. зборува дека Да. По ствари да, во тој спот на Сладкар ги има буквално сите кај што збори дека Ги има да, тамо се и нели, гринаут и пробуваат луѓе да го Сите, да. скараат, ама и Сладкар е човек што Така да, тука да. негде почнувал со сите вас, иако не зашо ние се дружевме порано, тоа нема врска. Па и затоа и беше песната направена дека Да, нема веза, тоа си беше муабет и на публика беше тоаш, разбираш, што ги делеа тие работи, иначе нема врска, ние од секоја сме се дружили, мислам и до ден денес сме окей, кај да се Ама видиме, види, разбираш. кој ќе размислиш така, дури кој имало некои вештачки направени превирања и расправања, беше затоа што и во медиумите културата беше многу по застапени, замисли колку е побаво преку медиуми да се пишува дали легијата е скарана со Сладкар или да се расправаме за култура отколку за вакви работи што ги има сега по медиуми. Никој не бил скаран никаде. Да, ама колку си има сменето за 10-15 да, години точно, кога се точно. дискутирало дали некој рапер со друг рапер не збори. Дај Боже пак да се да. расправаме за такви работи. Мислам, да, глупости, разбираш, се деси тогаш и Тоњо Сан, нели нешто го прозва Тони Зен, па ој му врати и такви. Еве, и сега двајцата си се окей. Мислам, Нема, мене ми се тие многу поздрави работи отколку Да. каде сме сега стасани. Така да. Значи боле чаршешки муабети да се тоа отколку да се збори за политика и некои ниски Да. ниски страсти се како и да звучи. те И што се разумам. случуваше во тој ајде да речеме некој период од па скоро 10 години се тоа, од 2006 до 2014. Добро. Кога онака не само со рапот, ама мислам дека онака цел ноќен живот некако Македонија тогаш почна у надолна линија да оди. Да. Буквално. Што друго се случуваше во меѓувреме, нели снимавте вие цело време. Па сам не, кажа тогаш беше стварно, беше многу активно. Мислам многу бевме активни од наша страна, не само као легијата, него и секој посебно си правеше нешто и настапуваше, разбираш, значи тој период што ти зборам после тоа враќање 2006 у наредните некои скоро 10 години имаше настапи сегде, имаше албуми, вадење, штанцање што се вика. Ние не знам кога правевме некој као рикеп, па валја тогаш беше 2014 или 15 со Джага колку имаше преку 30 изданија од Shuriken Records.
од нашата Да. што ни издавачка што ни. Значи само до тогаш, зборам од почетоци, го рачунаме значи првиот албум на Џака што бил нели Так. 2001 кога беше. Имаше 30 изданија. Кој има 30 изданија? Друг. Па за толку малце, Ме разбираш? време кој Што ќе ти- видиш. мислам дали е екипа, дали е група, дали е издавачка куќа, што е да значи се штанцало, ама не е она штанцано, знаеш, квантитет, него стварно имало квалитет. Луѓе го слушаат тој период. Исто биле вие посветени сите, работевте само тоа, нели? Вајда Тогаш конкретно се да. сменија работите, да, ама тогаш да, сте биле посветени на само тоа да работиш. Така, да. И ништо друго, затоа што некако после баш ти велам имаше некој пат, сите го видовме тој пат, дека и скори да нема ноќен живот сега, Да, нема да, ни да. клубови, нема ни клубска Ако збориш за конкретно моментов, нема. Нема, да, немаш ли и да А и ствараш, задниве години паѓа, и да да. ствараш сега нема толку места каде што би Нема, можеле нема, да све се настапува. Моментално све се сведува на фестивали или на некое Или во парк ако има некој да, настан некој комерцијален настан ако да, ве викнат. пример се деси нели Скопско лани што беше феноменален. Не знам дали може да ги споминјам, извини ако не смеев. Не, Ама, не, да. Беше Да, убав али- настан, тој направен, имаше Али многу стварно добри. беше убав. Ама пак мислам поентата ми е се сведува на тоа, разбираш. Ги нема више ние порано имавме настапувано по клубови. Ја не се сеќавам ние кога сме настапили у клуб задниве 10 години. Разбираш? Зашо валјда треба да има клубови за да има каде да Не, ве викнат? има клубови, него не прават, све се диџеи сега. Мислам, што е окей тоа, нема врска, свееш. Ние како и да е, мислам клуб, како да ти го кажам, пак и кој е клуб гледаме да е нешто, да не е некоја мало местници или пошто ние не сме екипа која за такви некои настапчиња да ги кажам, разбираш? Ние од кога постоиме настапуваме највише по фестивали. И така да се гледаме да тоа да продолжи, али ако има нешто интересно како некој посфари сега ми текна задни пут бев му еден клуб у Струмица пред некоја година, ама тоа беше тоа. Пак едно ми текна 2, разбираш? Да, и јас мислам дека Так. све. Валјда Порано имаше некои клубови, нели и тука, имаше и Hard Rock беше огромен клуб, ме разбираш? Па да. Што е за такви клубови ти зборам, такви па клубови се дури окей за овие настапи. Хавана, летна, зимска, Да, други имаше и у работи Хавана, што да, во летната конкретно свира и правка. металци Да, таму и други ама тој луѓе. беше таков клуб наменски за настапи, разбираш, таму имаш бина. Да, нели, нема и во коњопои зимското, па и да се во- тргаат навечер за Да. да може концерт, нели, настап имаш да имаш се направи. бина, има многу клубови кои што немаат бина и треба да импровизираш и тоа малце не е окей. И тоа е што ти викам што го избегаваме. Али да се некои клубови као Хавана што ја спомна или као што беше Хардок на времето, тоа е сосема окей. Ама за дали настапи мислиш дека се културно. сменати тие работи, бидејќи еве баш Фиц од новиот почеток беше гостин тука, нели они беа едно време ултра популарни, Да. панк рок кога беше многу популарна музика Да. општо светски. Дали мислиш дека и за рапот се менува тоа, бидејќи сега можеби звучи глупаво, ама не е веќе толку модерна музика и не е толку музика на млади, сега ќе за да ме разбереш што сакам те прашам ќе ти кажам, бидејќи пак ќе кажам вас ве слушале миленијалци, тука нешто, нели, луѓе од крај на 70 до 93-та, 4-та, 5-та. Бидејќи можеш да се идентификуваш со тоа што вие сте го зборувале и Да, рапувале, да. бидејќи нели Да. ние сите на некој начин сме деца од транзицијата, Да. од истите маки. Добро прашање, ќе ти го овакво образложам некако, мислам конкретно. Да, точно е. Че јас зборувам како некој што е надвор од тие кругови, вие што работите, Да, ги да, да. гледате поинаку работите. Вака сега, мислам, пошто ги спомињаш, нели, млади и ова, она. Да, окей, може е различно од порано, ама ова го имам кажано и во едно друго интервју од порано одамна. Ви, хип-хоп конкретно ти е, не знам како да ти наједноставно да ти објаснам, ти е као денешна музика, разбираш? Значи тоа што се случува денес. И сега ги спомињаш младиве. Младиве денеска го имаат тоа ново движење што почна нели као трап нешто Да. задниве 10 години и колку и да е што е актуелно и они го слушаат тоа. Овакво, тоа има као примерно. Океј, може чуле легијата, може чуле за Wu-Tang, зборам сега нели идам на страна, странски бендови, ама пак овие си ги поштуваат. И тоа е тоа и веќе и прават задниве години прават и често и такви забави овдека. Трап Да, забави. па добри Јас ми сум- наша су- сцена трап што е добра. Сум присуствувал на една-две од тие забави и сум ги гледал како се забавлjaат децава и мене тоа ми е сосема окей. Разбираш, значи не го хейтам, таа музика не ја слушам. Не ја сакам, едноставно не можам да
да ја поднесам, не е мој стил, иако мислам музиката како музика, битови ова е добро, ама не ми се свиѓа тој начин на рецитирање. Али како и да е, значи ги прават журки, децава се забавлјаа денес и тоа што го видов ми остави позитивен впечаток. Тоа сакам да ти кажам, рап е денешна музика, не дека нешто што е кажано пред 100 години не е релевантно и денес, разбираш? Пример, дал луѓе рекле F the Police у тоа време и тоа е релевантно и денес, разбираш? Да, ама тие луѓе што го слушале тоа тогаш, као мене, и тоа им останува тогаш, разбираш? А децава денес се префрлаат на друго. Така да рап ти е денешна музика, тоа што е релевантно денес. Ме разбираш, хип-хоп у глобала. Ниф им е релевантно денес, трап и тоа. Тоа е тоа, кул. Да, не е тоа ништо лошо, напротив, ама ме интересираше бидејќи нели секогаш ве кажат и самиот дека е денешна музика. Секогаш според мене со било каква уметност, за да тебе лично, нели, као слушател, читател, било што ти се допаѓа, треба да можеш да се идентификуваш. Така, сега не може некој што е роден 2002, 3, 4 што е сосема во ред, да знае колку е тешко стечејците за родителите, пошто тоа ми е поентата на не го младото. памтиш, не ги памтиш тие работи тешки што ајде да бидеме реални, што така живееле 90% и повеќе од луѓето во Македонија и мислам дека па и затоа и сте вие многу добри, бидејќи јебига е нешто што од тешките работи според мене секогаш излегува најдобра уметност. Така, не само за работот, било што од најтешките работи. Па глобална музика е така настаната, разбираш, уште пред 100 години. Од тешко, нели, блуз музика, што и да е, кантри музика, нели, тие афроамериканците кои ја создавале, така ја создавале од тешкоти и од и рапот затоа тој некој период има најголеми пикови кај нас во Србија, не знам, знаеш ти можеби е малци порано, некаде 90 или после од крај на 90 во Србија, затоа што они плюс на транзицијата уште некоја мака проблеми имаат, за разлика од нас, нели, војни, ама ми беше тоа интересно како феномен, затоа што пак ти велам, Филип го направи истиот муавет, као демек веќе ни Green Day не се толку популарни, девојчињата не сакаат скейтери, тие девојчиња не се веќе девојчиња, се жени од 40 години. Пак доаѓа нова ја што кажав сега пред малце, разбираш? Денешна музика, тоа е. И колку мислам денешна нека звучи на македонски, ама today's music, разбираш, на англиски ако го кажеш, нели? Као тоа што е у моментот. Исто како во медиуми кој информативен дневник, тоа сега после нема, не дека нема трајна вредност, може да е релевантно, ама најмногу ќе го погоди тоа што го живеел во моментот на некој начин, затоа што и сега со ова кажано, бидејќи сигурно и вам ви се подобри на сите животите, сите сте возрастни, сигурно голем дел имаат и фамилии, семејства, работа, друга или немаат. Колку во други некои услови е тешко да се твори кога околностите се сменети? Ситуацијава сменета? Па не е сменета, ама самиот си сменет. Смене тоа што кажува Пики Сипи у 98 до денес. Па не, ама ти се менуваш во целите околности. Ама околината ти е таа. И пак можеш што сега да го продолжиш тоа. Да, тоа ме интересира. Колку се менува, бидејќи сепак се менуваат некои работи. Не у целост општеството, ама се менува. Да, еве вака конкретно ќе ти го кажам со пример. Првиот албум на Легија е 2008, така? Тамо сме, не знам, ја колку имам тамо 23-4 години, некои се и помлади. Пистолеро, Тони, они се помлади. 2008 го вадиме тој албум. Следниот албум на Легија, не рачунајќи го деценија 2010, кој што е као некој компилацијски албум со некој неиздаден и она не е као официјален, следниот албум излага 2016. Слушни ги двата албума, слушни ги двата албума, слушни ги темите тука и во вториот, да видиш каков апгрейд има. Во све буквално, значи колку е овој албум возрасен. Ме разбираш? Ете така некако ќе ти го одговорам прашањето. Значи со таков пример. Тоа е. Да, ме интересираше бидејќи нели не може ни човек исто да размислува на 20, на 30, така на 50. Така пак ситуацијата може иста, ама некако друг ќе го манифестираш, друг ќе го кажуваш. И друго ги гледаш работите, веројатно не може. Би било лошо да не ги гледаш. Не, јас сам си го имам, ова што ти го кажам, сам си го имам направено, ги имам пуштано двата албума. И баш тоа викам, види бе колку е мачурова, сваѓаш, као она разлика у тие 8 години.
А темите се тие, горе-доле, разбираш? Пак има некои социјални теми, пак има и весели теми и шо и да е, ама начинот на кој што ги кажуваш е тотално различен. Па и што е добра работа и првен како човек е тоа зрење, понатаму и како некој што е уметник, инаку би било сулудо ако нема никаков расти личен и како уметник. Како тебе те го смени животот што си одбрал ваков пат да имаш, што еве као дете на 16 години, нели сите не знаеме кај тераме што па не, ако конкретно мене, ако ме прашаш мене, тоа ми беше целта уши и тогаш. Као да се бавам со музика и тоа сум си го имал као дете, да бидам дел од најдобрата екипа или група у држава хип-хоп и ќе кажам без его, тоа се деси, разбираш. Мислам конкретно за мене. Така сум си го засратал уште тогаш као дете, уште пред да почнеме Легија зборам, не од кога се составивме тогаш. Да кажам на некои 14 години, кога почнав 14-15, кога почнавме и снимаме тие демоа со другарот Пико од Слободен стил тоа време. Иначе ги има и тие траки на YouTube. А колку мислиш дека тогаш било и полесно или потешко што немало толку ресурси? Кога зборам за ресурси, не мислам на пари, туку мислам на технологија кој што има сега, што може за релативно ефтини пари сега да купиш окей опрема, окей микрофони и други работи. Колку би било и потешко, ама и колку тоа може и ти помогнало за да бидете подобри, зашто буквално од ништо треба да направиш нешто. Па не знам како конкретно ти го објаснам, али така беше тоаш, немаше многу овакво технологија имаше, него беше многу скапа тогаш и се снаоѓавме некако, разбираш, имаше компјутери, битно беше да имаш само добра музичка картица. Сега тоа ми е вака останато, го памтам уште од тогаш, он со тоа се замараше. Картица, цело време и она што сега секоја година некоја нова купуваше, разбираш, као изглед. И само тоа беше, да има добра картица за него, добро да му го вади звукот, да може добро да ги снима вокалите, нели, за да може да и направи аранжман. И тоа беше, значи немаше некои што знам еквилайзери, што и да е, тоа дојде стварно покасно, негде 2007-2008 почна да се замара со такви работи и да купува, али претходно така сме снимали, не знам, ете. Пак ќе кажам, ги имате песните на YouTube, звучат за 2001, стварно профи ме, разбираш. И се добро миксани, добар аранжман. Се добро, вокалите може малце болje да звучат, ама тоа е за 50 марки микрофон. Да. Мислам, онака треснав 50, не знам колку е, поише го сигурно. Сигурно бил, сега се по толку пати. Сега сигурно у тоа смисла е полесно, бидејќи ти се може тука да излезеш, ако нешто ти пратат, можеш и на Notes да напишеш, и на Messenger да напишеш. Памтиш ли како тогаш ги пишуваше работите, бидејќи јас претпоставам, нели, ајде кога се слуша бит, кога во фристайл нешто се рецитира, се кажува, па може некоја белешка ќе напишеш, ама се сеќаш ли како баш кога беше дете, кога беше тинејџер ги пишуваше работите, кај ги пишуваше? Дома у соба. Секогаш така? Секогаш, да. Дури и за легијата, мислам. И некогаш и на час у школа ги пишував. Тоа сигурно. За првите траки на Легија не ми текнува дека сме пишувале у студио, барем ја конкретно. Така, овакво се ги пишувавме по дома обично. Чуваш некој од тие работи? Не, ништо. Криво ти дека ничто што се баш замисли после 30-40 години мислиш дали ги чувам листови? Па некоја тетрадка ли нешто такво да чуваш. Па затоа LD си прави паметно, он има архива дома од све, ама ние немаме. Да, он си има зачувано. Он е архивар. Зашо би било? Мислам, тоа се зафркам, викам Легија архивар, он буквално има све. Да, све чува од сите настапи и ова и така си го имаме тоа на едно место. Барем кога се работи за заедно. Зошто ајде сега нели се е дигитализирано, ама би било баш фора за мисли да чуеш пред 30 години што си нема, те разбирам, ама знаеш тоа, не си размишljал така тоа, што јас мислам сум го правил тоа, ќе го изрецитирам гужвање и фрлање, разбираш, она. Добро, тоа зашто мислам дека луѓе што не го работа тоа некако и романтизираме работи, дека сега ти ќе одиш, добро, вас
рапот не е толку нежно, некој правет или жарен, дека некој оди у парк сега да пишува или на клуп или у автобус, па тоа може би од филмови нешто од поп културава, па си мислиме дека кузни какви ритуали има некој што пишува. Кога пишува, гледаш, кажеш дека ствари си бил нема си само особа, дека не е ништо. Сега зборам тогаш или конкретно као мал. Ова мислам дека други луѓе ги имам прашано во Македонија што се занимаваат со музика, особено што покрај музиката работат и нешто друго, значи не печалат само од музиката, не живеат само од музиката, ама колку помага моментот што не си оптеретен дека мора да ги платиш сметките според тоа колку настапи ќе имаш и дали годинава ќе има албум или EP или било што. Мислиш колку помага ова? Што имаш друга работа, така, што не си оптеретен дека мора сега да имаме 10 настапи, мора да има годинава албум. Не сум го размислил вака, пошто више долго време ако имам нели сайд джаб што се вика и сум така сум навикнат. Да, бидејќи сум мислам не само ја и други знаеме, пеше нели Елди е собственик и на бар си има, значи сите си имаат нешто, дали бизнис, дали работа, така да секој си има и нешто на страна што е од музика, али нема тоа ќе го кажа смешно е си имаме зборено меѓу нас и со страйки со као до која ќе го правиме ова, разбираш, значи до толку сме into deep у тоа што не се откажуваме буквално, разбираш. Дали е само за настапи или што и да е, нема врска дали за снимање, буквално. Као продолжуваме, не застануваме, тоа е тоа. Не, па валјда веќе кога си на 25 години не треба ни да се застане. Многу време е вложено и труд. Ама има многу што застанале и може и некој ќе очекува ти да застанеш. Кај стари се више. Не. Нема, затоа прашам колку помага кога знаеш ти дека сега работиш друга работа, сите вие со години работите и друга работа и дека можеш ти да си ги платиш сметките, да имаш еден нормален живот, за трошоци се што ти требаат и да можеш да се твориш, бидејќи мислам дека многу луѓе имаат и притисоци кога ти мораш у некој бубању машина да влезеш, бидејќи ако решиш дека само тоа треба да живееш е премногу тешко. Не, ти го разбирам прашањето, ама неам одговор пошто не сум размишљал вака. Да. Никад. Јас сум размишljала, ме интересирало затоа и те прашам. Не сум, сме немале таков притисок, се било заеднички, пријателски, не знам. Па може финансии се делеле и ова, и да, па да, тоа и не знам, мислам вака не сум го размишljал ти како што за мене зборам, сега не знам за други. Да, па може би затоа трае толку време, бидејќи од друга страна толку луѓе, ако се гледа поинаку нема да трае. Сега претпоставам дека има периоди кај што не сте збореле, ке се скарате, не може 10 луѓе постојано да се сакат и да не се скарат, пошто тоа ти е веројатно претпоставувам као семејство, знаеш, некој поише од пола живот. Да, имаше, ова што го збориш и сега ми текна на една анекдота од интервју, одамна беше ова, може 2010-11, пак Елди е упричата, го прашува. Исто, па тоаш говорев уствари деценија, така беше, 10 години, значи. И сега го прашува, новинарка го прашува Елди, баш кај него со микрофонот, да ти као, што е тоа што ве држи толку време заедно, и он нешто, вака беше, па не знам што е, ама алал нека му е. Буквално така и го одговори, така ми е смешно, ми е тоа до ден денес. Го имам, мислам, тоа интервју и негде по YouTube стајано. Пошто не знам, јас тоа го гледам веќе толку време кога работиш со некој, исто како дома, дали родители, дали партнер, деца, било што. Така кога некој знаеш 25 години, онака тоа е местото кај што можеш и да се скараш и помош да побараш и што. Валјда затоа и го одговори така он тоа, разбираш, као не знам што е, ала мој 10 души, разбираш, уште сме заедно, не се скарал никој. Као валја од тој аспект сега, не знам, не е, ама интересно звучеше како и да. Да, мене, мислам, ја први би рекла за тоа, алал, како се хендлате толку луѓе толку години и тоа што го кажуваш дека не застанувате, бидејќи според мене ваше штета да нешто што 25 години е сериозна бројка, да речеш дека од утре не правиме ништо. Сега вие не сте толку активни колку што сте биле, ама публиката и луѓето се уште знаат дека Легија постои. Да, па добро, до негде е тоа и благодарение на Страйк Елди, пошто се стварно они двајца конкретно се ептен активни од 2019 навака. Значи они двајцата мислам дека имаат извадено 4 или 5 албума, само они двајца заедно.
пеше вадеше и некој микстейп измеѓу. Значи тоа многу одржува затоа што они двајца се нели овакво ги викаат на настапи сегде, идеме заедно, одам јас со нив нели Гоце и на тие настапи имаме секогаш обично мал сет Легија. И каде што убацуваме песни од Легија, обично ги тие што се најхитовите по 3-4 ги убацуваме и увек кога ќе дојде тој дел, значи реакцијата на публиката сегде е, не знам, она малце разлика има се. Кој двај да чека. Да, буквално, да, ама тоа е тоа, значи се така некако да речеме го одржуваме тоа. Сега за сега. Додека го вратиме пак, дај Боже, како што треба. А за кои траки, за кои песни ти е не најчудно, ама зашто си имаш изненадено, дали и во моментот, ама дали и со годините, да речем има остарено убаво, односно не сте мислеле или ти лично не си мислел дека ќе биде кој знае каков хит и кој знае колку позната, а станала. Бонус трака. Стварно? Да. Ајде, мораш да ми кажеш зошто. Што? Зошто? Зошто си имаш изненадено дека толку стана безвременска? Па затоа што траката прво не требаше ни да излезе. Вака некој као behind the scenes муавети, сваѓаш. Нема везе, пошто имаме време, знам не сме ограничени со време, ќе ја раскажам приказната за бонус трака. Ќе гледам што пократок да бидам, како уствари се деси. Беше, мислам, нека 2005 година, имавме едно студио Топли дом, тогаш го спомења и нели Делди во неговата строфа. Топли дом и требаше да идеме да снимаме нешто тамо за некое видео или документарче, не знам што беше, за стрит баскет. Имавме екипа нешто правеа тогаш. Гринаут имаат една песна, првата, мисламе на тоа видео. Требаше да снимаме некоја наменска песна, беше за нив, за некој клипче. Тргнавме некој Топли дом да снимаме и на пола пат ни се јавува сопствеников тец нели на студио и вика бује студио ми е куршлус. Изби куршлус во Топли дом. Да, му се поплавило цело и не може да се снима. И као друг пат, окей. И ние знаеш онака на пола пут више собрани, сме планирали да снимаме. Сега што ќе правиме, разбираш? Немавме никаков план. Требаше или да седнеме негде да пиеме или онака да висиме. Ајде викаме да ги провериме овие у Хиподром бандава, што се у песнава Джимада Фанк, тогаш беа, нели, видео што е од песна. Као им сеевме, тука сме, ако сакате дојдете у студио. И отидовме тамо и ни усвари само висевме, седевме, онака се дружевме што се вика нешто. Винце, она чипсови, такви работи и што беше сопствеников на студиово тогаш, почна да пушта некои битови. Вика, имаме некои деца од мало, вика прават нешто битови и пушта, сваѓаш. Пушта и ние као слушаме, добро, окей, next. И го пушта битов на бонус трака. И не стој. Шо е ова? Као чифа и вика, едно дете вика од мало Драги што е сега како му беше името Драги XY што работи нели со Каца Руште, многу е познат денес, поздрав до него и као викаме, ајде да пуцнеме нешто као на ова, разбираш? Добро биче и шо? Као шо? Ништо пиши глупости, текстови ќе се зафркаваме, сваѓаш. Нели и тамо нема рефрен, пак се редиме. И не е битно, ја снимаме. Се сними песнава и толку, само се сними. Значи пази, ова е 2005-та, негде на средина. Разбираш, или 2005-та беше, да. Се сними песна и песнава остана таму у студио. Ние ја заборавивме дека постои, врска немавме дека на крај памета и текне дека сме снимиле нешто тамо, па не знам, да ја вадиме она и 2 години подоцна се избацува Горан, првиот што е на траката, Стихоен Калибар, со некој лик непознат, кој што е режисер, тоест треба да магистрира за режисер у моментот. Вика, ја слушавме у студио, вика од нигде, што ја снимавме тоаш, сака да и прави спот. И ние прво на која песна бе, сваѓаш? За која правиш муавет? Онаа вика што се бонус трака или вика како ја крстив. Ние така ја крстив муша тоаш, без везе. Кај што се ние вака прво не ни текнуваше, разбираш? Викам, не знаме како звучеше таа и не е битно и ни ја пушти после. И као, бајде викаме шо, ако му е кејф да прави, разбираш, му требаше нешто за магистарски, спремаше тогаш. Значи спотот е така од режисерот така студент. Му беше, да, мислам дека нешто така беше, да. Као завршуваше он магистар и му требаше нешто да направи, да, и се деси спотов што се деси, излезе и не знам, публика се шекна по песна буквално.
А мене искрено ако ме прашаш ми е најонака песна што сме да снимиле некад. Тоа ти е зашто стана толку познат или зашто онака не ви беше ништо ни смислувано, ни обмислувано? Не, најнесмислувано, тоа ти кажам, цела песна е фристайл, мислам, види го не, текстот. зашто тебе ти е онака? Па не знам, нема ништо посебно, не е трака да разбираш, има само добро флоу и добар бит. Нема некоја поента, нема тема, разбираш, али нема везе, добро звучи, мислам, ја разбирам и публика зашо им се свиѓа, мислам и луѓе зашо ја сакаат. И стварно, станата е култна, дури после тоа и мене ми стана окей, после толку слушање. Али ти кажем, таа песна можеше многу лесно да остане забораена и да не излезеше никад, да не беше Игор Алексовски, поздрав до него. Сега има смисла дека е бонус трака. Да. Сега има смисла ствари после приказнава има смисла и името дека онака ти било како што е па бонус трака како онака колку да. Па гледаш пак мавето дека од досада секој обично интересни работи. Да, некој излагаат овакви такви рои, тоа е тоа и сега таа песна сега дека што ја настапуваме се дешава хаос кој да влезе битот, пошто нели влага одма, нема интро. Исто како што вие сте влегле така од досада. Да снимите нешто. Зашто и спотот е интересен. Да. Мислам баш има спотот смисла. Спотот е праен, како не знам да ти кажам у какви услови. Човекот алалда му го снимавме 4 дена. Не знам што све не направи, све не донесе, сам буквално све, она као и шминкери, не знам и правеше некој пропс, сваѓаш за да има у спотот, нели гори човек таму има као една сцена, значи све тоа си го склопуваше он некако сам. Мислам, стварно колата што ја вози Елдион ја најде, не знам од кај не некоја стара таа ја немале возено пред тоа, кој знае од кога. И така, интересно беше тој период. Значи се поврзано со песната било толку непланирана, толку несмислено и на крај вие па сега стварно може да се каже дека еден од најголеми хитови, најпозната. Види. Да не дискутираме дали е најдобра, ама е најпозната. Не, ја од друг аспект зборам најлоше, пошто ние знаеш како работиме, мислам, сакаш да напишеш нешто убаво, разбираш да ти звучи и тебе добро. Песната е феноменална. Битот е невероватен, значи драги, свака час за тоа до ден денес, разбираш? И башка флоуто во песната, сите се феноменални, разбираш? Сите имаат добро флоу и сите се различни, сваѓаш? И валја тоа е тоа што онака останува уво, као од овакво, као мелодија од траката. И сега контра на ова, зашто си мислел ти лично дека не знам дека ќе пројде подобро кај публика, а нема поминато толку добро? Не знам, вака не ми текну. Али е пример да направам некоја компарација на песни, пример од вториот албум Синглов што нема втора шанса. Тоа за мене на скала да ги ставиш е тука, бонус трака е тука, ме разбираш? Значи буквално од све и каков бит има брус направено и текстот е овакво, има поента, има добар кечи рефрен, сваѓаш. Али ете, таа песна не е толку популарна, ова е ако ги мериш така, па е обратно. Бонус е тука, ова е тука, разбираш? А ви пак Кастро ќе го спомнам, Кастро кога затвори 11-та, 10-та, 11-та негде? Така нешто горе-доле. А додека затвори таму имавме милиарда настапи. Дали легија, дали секој посебно си правеше, дали промоција, така да се погоди тоа место многу. За бонус трака уште ова ќе те прашам, пошто јас кажав дека знам дека и на свадби сум ја слушнал. Си имаш ли ти некаде изненадено кај ја имаш слушнато луѓе да ја слушат, а си мислел дека нема шанси легија да ги слуша некој? Јас на свадба, еве ќе ти кажам на свадба. Па не знам. Исто ко со раце горе на свадба. Па не знам, ја многу не одам по други така забави, журки да речам, така да не сум се изненадил. Може да сум се изненадил да сум бил у некој град и тамо да ја рокнале онака, разбираш, и да речем као и тука ја пуштаат, иначе немам некоја. Снимате сега периодов, правите нешто? Конкретно сите? Да. Па добро, има, еве, нели Елди издаде албум. Сега на кратко ќе кажувам, нели Страйк нешто спрема. Јас конечно почнав да снимам соло. Мислам имав и одамна почнато, ама нема везе, нешто се деси тоа сега да не ја тупам многу со причата, значи почнав овакво, имам 2-3 песни снимив, ќе биде као, нема да биде албум, ќе биде као EP нешто кратко.
што планирам да го издадам и имаме нешто вака ексклузивно да кажам као снимено и за Легија, што уште го мислиме како да го извадиме. Мислам, некако се лошо звучи вака, како да го формулираме кога ќе го извадиме. За што да биде, разбираш, нели сега 25 години може да биде нешто врска со тоа, до крај на годинава да излезе и тоа ќе биде нешто кратко, значи нема да биде албум, за сега ја барем кратко, не знам дали ќе се зголеми, така да има некои нови песни кај што сме сите. Зборам. Успеете ли да се соберете сите за да направите еден голем настан концерт? Имало муавет за ова многу и некако сакаме да го изведеме. Да се израдуваат миленијалците на куп. Па не само миленијалци, и ние сакаме да се израдуваме. Не знам, тоа Легија ни е некако као, разбираш, мислам секој си е и сам посебно успешен, особено овие двајца што цело време ги спомењам, ама пак некако Легија ни е може као да заклучиме дека Елди разбираш. Пистолеро дека пеше е архивар и најсериозен и најмногу работи. Да. По се што кажа. Тоа нема муавет за тоа. Значи он е тој кој имаше групна работа со Хамерот, само он што го прави со Зезам. Нели секогаш мора голема група да има највреден што еден. Не знам како бил у школа, ама сега е добар. Да, Не мислам кога спомнавме за архивова, да, за тоа стварно свака му час. Имаме некои видеа што не излегле нигде од концерти, да што се тамо своеш ги чуваме така да ќе се најдат за нешто. Па дај може тој да не да се објават, ама сигурно би било убаво и публиката и луѓе што не ги знаеме тие работи. Така ли да? Да. Нема да може остана се така видат. тоа. Сигурно. Да, чим се архивираат, сигурно треба да излезат нели од некаде. Јас би ти се заблагодарила сега на еден час, бидејќи нели подкастиве се по долг контент, ама мислам дека после короната веќе никој не може да слуша 3 часа разговор. Ја не може. Иако после толку работа и толку искуство твое животно и секакво, имаш ти шо многу да кажеш. Да, вака ако продолжиме имаме уште 3-4 сата муавет сигурно. Ама се надам дека следен пат ќе доеш со некој друг од екипата заедно. Ајде, да. Слушате? Затоа што се Не ме надев оставете сам. се надевам дека ќе им се допадне на тие што ќе ја слушаат некта епизодава. Го видов истото колку добро пројде со Џоле од Смат, бидејќи се појавувате вие на настапи, на интервјуа ве нема баш. И луѓето ве сакаат, ве почитуваат и ми е убаво секогаш кога ќе ве слушнат вака. Па да, па може и затоа е боле да не е толку често. Да. Еве, сега пример да имаш гледаност многу. И на Се шалам. никој реално не му се случува толку многу работи за да Да, биде да. 10 пати у годината, негде барем Ама според па има мене. некој што па не му се дешава е сегде, разбираш, ама Да не добро, мора да сега. лажеме и Да, да, да. измислуваме, не е ова Или да бонус се трак. повтораме цело време. Фала ти многу. Фала и на покана. Тоа е тоа, чао.